Загреб, Прага, Рим, Минхен, Страсбург, вака изгледаат метрополите во пресрет на новогодишните и божикни празници. Европските престолнини се во полн сјај уште од пред почетокот на декември, а атмосферата дополнително ја надополнуваат со познатите божикни маркети кои се туристичка атракција. На Скопскиот плоштад се уште нема ниту елка. Поставени се куќички на кои треба да се продаваат сладки, бомбони и украси, но не се во функција. Од град Скопје велат до средината на овој месец градот ќе биде украсен. До 15 декември целосно ќе бидат завршени сите активности. На тој ден град Скопје ќе организира настан на кој заедно со голем број дечиња и жители на главниот град официјално ќе го осветлиме плоштадот Македонија. Очекувајте убава атмосфера и многу забава за сите генерации. Најавија и новогодишна прослава со домашни изведувачи. На плоштадот на 31 декември ќе настапат Каролина Гочева, Тамара Тудевска, фолклорни групи и забавна програма за деца. Деталите за програмата се уште не се познати. Граѓаните се надеваат дека Скопје ќе добие новогодишна атмосфера како што му доликува на главен град. Многу поише украси, многу по, не знам, чувство дека е нова година, па што декември не е нова година. Знаете ли дека ќе има нешто, нека прослава? Па има, да, кажа дека ќе има као само македонски артисти во центарот на градот, ама мислам дека џабе пошто сите Скопјани сидат на други места за нова година и веќе се сите негде резервирани. Дојдовме, ама некако да очекуваме, ама ништо слабо. Нема елка. Што сакавте да видите сега еве? На Китиното во центар. Сакавме да видиме како на Китено, но уште не на Китено. Ќе биде. Па јас веќе не сум тука, така да не очекувам ништо искрено. Не живеете тука? Не, во Германија сум со сопругот. Кога се украсува, од кога има? Цело лето. Навистина е стално украшено таму. Украси и сјалички може да се забележат на кафулињата и рестораните. И елка има, но на територија на општина Центар, на улицата која води до плоштадот. Од општината Центар најавија посебна прослава за Нова година, како што организирале и во последните неколку години. Мирјана Давидовска, Сител телевизија.